Пензиите и пензионерите секогаш се во фокусот на вниманието на јавноста. Не поминаа речиси 2 месеци по линеарното зголемување од 2500 денари за месец септември и уште 2500 денари за месец март. И сега нов шок. Фискалниот совет сугерира зголемување на старосната граница за намалување на притисокот врз пензискиот фонд. Пензискиот дефицит секоја година се алиментира со 850 милиони евра од буџетот. Во ова издание на Трин ќе разговарам со директорот на Пензискиот фонд, Никола Мемов. Господин Мемов, какви се ризиците ако старосната граница за пензионирање се помести за уште 2 години? Фискалниот совет даде многу сериозни препораки до владата, всушност тоа е нивната улога и владата секој пат треба да ги земе со огромна сериозност овие препораки, затоа што Фискалниот совет ги дава можните фискални импликации и се грижи за фискалната стабилност на целиот буџет. Овие препораки секако се дел од нашиот јавен живот, меѓутоа треба да се нагласи дека не се составен дел и не се прифатени во овој момент во фискалната стратегија. Не се составен дел на фискалната стратегија која е усвоена од страна на владата до 2029 година. Ние како Фонд за пензиско и инвалидско осигурување исто така имаме наши размислувања, наши ставови, меѓутоа треба да се знае, јавноста треба да знае дека ние сме само инструмент за имплементација на владините политики. Секако владата е таа која што ги предлага, ги носи овие стратегии, собранието ги усвојува. Мемов, фондот годишно е во перманентен дефицит, сумата се движи околу 800 милиони евра. Како да се стабилизира финансиската каса на ПИО? Фондот за ПИОМ обезбедува две функционалности према граѓаните. Две основни функционалности. Првата функционалност е редовна исплата на пензиите и оваа редовна исплата на пензии ја гарантира владата. Втората функционалност е обезбедување на правото на пензија, која што исто така е услуга на граѓаните за остварување на нивните права во делот на пензиите. Сега, од првата функционалност, ако зависи и ја гарантира владата, тука можам да потенцирам дека пензискиот систем е стабилен во оваа смисла. Граѓаните не треба да имаат никаква загриженост околу редовната исплата на пензиите. Тоа го гарантира Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, тоа го гарантира владата. Во вториот дел, каде што се обезбедуваат правата на идните пензионери, добивање решенија за старосна пензија, семејна пензија, инвалидска пензија и така натаму, за овој дел одговорени се службите на Фондот за пензиско и тука имаме огромни потешкоти во делот на дисбаланс на бројот на вработени, распоредени низ државата со филијали и така натаму, комплексност во информатичкиот систем, давање на електронски услуги. Сите овие како предвидени, односно увидени аномалии се предмет на наши анализи и ќе бидат дел од структурните работи, реформи што новиот менеджмент на ПИОМ ќе ги прави во следниот период. Во делот на дефицитот, сакам и трансферите на владата што ги прави преку Министерството за социјална политика до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, точно е податокот дека близу 800 милиони евра се планирани како трансфери или околу 50 на милиарди денари за следната година. Меѓутоа, сакам да нагласам дека во овие трансфери не се само за исплата на пензиите. Во овие трансфери влегуваат трансферите за здравствено осигурување на пензионерите, кое што се во висина 13% од нето пензијата и трансфери кон вториот столб. Само како илустрација граѓаните да знаат дека трошоците за
здравствено осигурување на пензионерите се во висина од 200 милиони евра годишно, а трансферите кон вториот столб се во вредност од 250 милиони годишно за следната 25. Понешто можам да заклучам дека пензионерите може да бидат спокојни, исплатата на пензиите ќе бидат и натаму сега за сега редовни, но дали има потреба од зголемување на придонесите за пензискиот фонд, што Груевски во своето владење од 21 ги намали од 21 ги намали на 18%. Во однос на процентот за придонеси за пензиско и инвалидско осигурување. Основни извори на финансирање на фондот за пензиско се придонесите за пензиско осигурување. Во моментот тој процент е 18,8%. Мора да се знае дека дел од тие 18,8% се користат за исплата на пензии, а дел одат за вториот столб. Што значи тоа? 12,8% согласно законската регулатива, 12,8% од овие придонеси одат за исплата на пензии, додека 6% или од овие 18,8 одат како трансфери во вториот столб. Во проценти, во апсолутен износ, тоа значи дека 32% од вкупните приходи по основ на придонеси одат во вториот столб. Сега, како одговор директен на вашето прашање, дали тоа би влијало зголемувањето на процентот на придонес, дали би влијало за зголемувањето на приходите? Логично е дека ако се зголемува процентот на придонес, дека би требало да се зголеми и приходот по тој основ. Меѓутоа, јас имам една поинакво размислување и викам вака. Не мора да значи, ако го ја зголемиме стапката на придонес, дека приходите по дефиниција ќе се зголемат. Ова зголемување мора да биде во корелација со бизнис заедницата. Што значи ова? Владата може да донесе X мерки за полнење на буџетот. Дали на фондот, дали на генералниот буџет. Меѓутоа, тие мерки мора да бидат во корелација со бизнис заедницата и бизнисот да биде оддржлив на стопанствениците. Доколку стопанствениците, односно бизнис заедницата, преку стопанските комори, почувствуваат несигурност и загрозување на нивниот бизнис во делот на ако осетат дека давачките се многу големи, тие по автоматизам ќе си направат собствен одбранбен механизам. И тука не е исклучено да се отпочне спиралата за сива економија. Затоа што економските закономерности се јасни. Мора да се обезбеди плата која што е достојна на секој работник, социјална сигурност на работникот, за да не остане дома. Второ, мора да се оствари мора да се остварат услови за бизнис клима каде што сопственикот ќе мора да има профит од својот бизнис. Тие на тој начин ќе си го заштитат самите бизнисот. Ме имав еден податок. На Запад тројца вработени издржуваат еден пензионер, а кај нас на секој пензионер има двајца вработени. Се поставува дилемата дали ова првична идеја што ја лансираше фискалниот совет е всушност и во насока на тоа што подолг период се зборува дека имаме недостиг на работна сила, па ќе ги држиме луѓето во работна кондиција уште дополнителни неколку години. Точна ви е констатацијата дека на еден пензионер имаме двајца вработени. Меѓутоа, јас имам малце поширока дефиниција и работите ги гледам како целосна слика поинаку. Значи, не се само пензионерите во оваа категорија која што се корисници на буџетот. Тука треба да се додадат целата администрација, социјалните случаеви, студенти, ученици. Тој сооднос ќе биде на еден вработен во бизнис секторот имаме еден корисник. Значи, дури 1:1, не 1:2. Затоа што во реалниот сектор буџетот го полнат
во реалниот буџет го полнат вработените од реалниот сектор. Така да оваа слика, која ќе се прошири, која ќе гледаме големата слика, не е ни 1:1, дури е 1:2, него сега е 1:1. Просечниот живот во Македонија е околу 73 години, наспроти 80 или 83 години во западноевропските држави. Помалку ќе бидам циничен, ќе речам, по завршување на работната кариера, човек нема да има можност да се израдува на пензионерските денови, па ќе заврши право во бутел. Статистиките се неминовни, значи просечните години за користење на пензија е околу 11 години. Точно е тоа. Така да сегашното законско решение 64 години старост овозможува негде користење 11 години и просекот е до 75 години. И што ќе правиме? Тоа е. Да сублимираме. Вие не поддржувате оваа идеја на Фискалниот совет за продолжување на работниот век? Реков дека Фондот за пензиско и инвалидско осигурување е инструмент на владата за имплементација на политиките. Добро, вие сте именуван од страна на владата. Кој е вашиот став? Ставот на владата е јасен дека во овој момент не размислува за покачување на старосната граница и не размислува за покачување на процентот за придонес за пензиско и инвалидско осигурување. И на крајот, се уште нема генерација која би ги користила бенефитите од вториот пензиски фонд кој го споменавте. Но она што помалку ми остави впечаток во вашите излагања е дека ова може да создаде нова дупка и раст на сивата економија. Знаете како? Пензиската реформа е конзервативна тема во било кое општество и тешко е да се прават компарации на пензиски системи од една во друга држава затоа што условите на функционирање се различни. Само како податок ќе ви кажам дека буџетскиот дефицит на Фондот за пензиско не е од вчера направен, него тоа се прави во изминатите можеби 25 години и можеби и повеќе. На почетокот на формирањето на независна Македонија, тогашните лидери во државата и представници на владата и на фондот предвиделе дека и утврдиле дека Фондот за пензиско во иднина може да има потешкоти во работењето, па со законот за приватизација беше овозможено 10% удели, акции практично од сите компании што се приватизираа во тоа време. Можете ли да замислите денеска ако Фондот за пензиско и инвалидско осигурување поседуваше акции од 10% во еден алкалоид, во Европа, во пивара, во цементара, во Телеком и така натаму, дел во сите успешни компании во Македонија. Меѓутоа, со разноразни економски мерки и социјални мерки од владата, овие акции се продадени, дел од дефицитот се е направен врз основа на така наречениот Бранков закон, можеме да го споменеме, каде што таа една социјална мерка, каде што со 30% уплата, тој закон беше донесен 2003 година, со 30% само уплатени средства се сметаат како 100% уплатени придонеси. Еве го данашното ослободување од придонеси со проектот Македонија вработува, каде што државата ги плаќаше, ги покриваше придонесите на вработените во технолошко развојните зони. Дури еве и последната мерка за зголемувањето на пензиите од 2.500, односно од 5.000 денари. Ова зголемување значи од прво 2.500 денари во септември месец, значи нови 862 милиони денари на месечно ниво повеќе пари во буџетот. Зголемувањето на пензиите во просек од септември месец до денеска на глобално ниво значи 11,2% зголемување. Во март месец ќе имаме дополнително
покачување од 2.500 денари и тоа се нови 14 милиони евра месечно. Значи со се овие двете 28 милиони евра поголема ставка во буџетот. Меѓутоа, овие се смислени мерки на владата кои што придонесуваат за зголемување на животниот стандард на пензионерите, а линеарното покачување значи намалување на социјалните разлики помеѓу минималната и максималната пензија. Добро, меѓутоа подобрува и на животниот стандард на пензионерите и севкупно, а имаме од друга страна и зголемување на имаме и ценовен шок. Но настрана на тоа, редовноста на исплатите, редовноста на пензиите во исплатата не е спорна, ве прашувам. Колку во моментов ти изнесува дупката во ПИМ финансиски? Процентот на учество од трансферите во буџетот во однос на вкупните приходи, ова сега го зборувам за реализирани приходи, заклучно со 31 октомври е 39,2%. Тоа можам во процентуален износ да го кажам. Благодарам за разговорот. Hvala. Тоа беше директорот на Пензискиот фонд, Никола Мемов. Би сакале да се извинеме поради одредени мали технички проблеми кои се случија во текот на разговорот со директорот на Пензискиот фонд, а во продолжение ќе имате можност да проследите дел од разговорот со академик Абдулменав Беџети, снимен пред точно една година, кога тој гостуваше токму во ТВ магазинот Тренинг. Академик Беџети, како и банкарот Глигор Бишев и Марина Трповска, се дел од Фискалниот совет, која препорача и ја предложи идејата за зголемување на старосната граница за пензионирање. Ајде одиме со ред. Прво, факт е дека ММФ забележува во делот на некои социјални субвенционирања, кога се работи за моментални субвенционирања, за краткорочни субвенционирања, за несистемски субвенционирања, и тоа е факт. И тоа така и во право дека забележуваат во смисла еднократна поддршка. Но ММФ не забележува во делот на системските решенја од типот на нивелизација на плати, индексирање ние ги велиме и нивелизација и индексирање на пензиите. Тоа се системски решенја. Друго е решењето дека ние влегуваме во една спирала на зголемување на плати и на сите овие аспекти од типот на плати за јавна администрација, како еднократно зголемување и одеднаш зголемување на пензиите, кои што се прават освен нивелизацијата, и како такви се неодржливи. Меѓутоа, мора да признаваме дека во делот на платите ние неминовно тоа да го правиме, затоа што почнаат дефинитивно да напуштаат вработувањето многу способни и млади луѓе. Затоа платите денеска во буџетската расходна ставка се предвидени околу 40% во маса поголемо од тоа пред 3-4 години. Ама па затоа е задржано и можноста да бидат поефикасни во делот на дејствување. Не е проблемот до висината на платите. Проблемот е до ниската продуктивност на вработените во јавната администрација. Проблемот е во уравниловка. Значи, како се делаат и како се распоредуваат платите, мора да биде модел на перформирање. Не можете вие подеднакво да исплатувате плати на две различити институции врз основа на платен разред само. Вие мора да внесувате компоненти на перформирање. И перформансите се мераат со индикатори. Така да сега пензискиот фонд во овој момент дури ево психолошка гранична, би рекол, лимит, кај што се предвидува дури да надмине 50% субвенционирање од владиниот буџет, односно од државниот буџет. Фондот за пензиско инвалидско осигурување ќе надмине 50% субвенционирање од државниот буџет и ова е на среден и долг рок уште полошо во делот на пензискиот фонд, а истовремено и на фондот за здравство слично.